студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието Илија Стоилев и уште 4 други лица завршија во притвор откако синоќа беа приведени за примање подкуп. Меѓу приведените е бизнисменот кој понудил дури 50.000 евра за незаконска услуга. Вчера исплатил 400 евра, пошто целата група била приведена. 50.000 евра е сумата која за себе сакал да ја земе актуелниот директор на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството Илија Стоилев за да замижи и стави потпис на нецелосен проект од ИБАРД програмата. Парите му ги ветил поранешниот министер за локална самоуправа и правда Джевдет Насуфи, кој сега е собственик на агрофирма во Струга. Тој цели 10 месеци го убедувал директорот на агенцијата да ги земе парите, а првата рата од подкупот ја исплатил вчера. Првоосомничениот управител на правно лице од крајот на февруари до вчера, искористувајќи ист траен однос и исти прилики во повеќе наврати, директно и преку посредници му ветил подарок парични средства од значителна вредност на директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој. За да се охрабри и го земе подкупот, Стоилев го убедувале уште 3 лица, даночен референт вработен во Скопската дирекција на УЈП и државен службеник од Министерството за земјоделие, кои исто така се приведени. Договорот бил постигнат, па проектот за ИПАРД ја добил и поддршката од првиот човек на агенцијата. Иако правното лице на првоосомничениот не ги исполнувало условите предвидени во јавниот повик, директорот по применото ветување за подарок од значителна вредност во износ од 50.000 евра, во текот на вчерашниот ден потпишал договор за користење на финансиски средства со правното лице и при тоа примил дел од паричните средства во износ од 400 евра, кои при претрес се пронајдени и одземени. Премиерот Мицкоски вели дека апсењето на директорот на агенцијата и останатите осомничени е резултат на дојава и, како што рече, нема да се толерира такво девијантно однесување. Откако претходно имаше дојави за таков тип на девијантно однесување, се случи таа акција и од овој момент па натаму, нели, случајот е во рацете на обвинителството, судовите и така натаму. Го кажал тоа многу пати во минатото, ќе го повторам дека тоа нема да се толерира. Знаете, во минатото имавме и уште неколку вакви случаи. Меѓу другото ќе го потенцирам и случајот со директорот на гериатрија и слично. Според опозицијската СДСМ, случајот ја покажувал корупцијата во земјоделието. Директорот од ДПМН е фатен со рацете во криминал. Прашање е дали министерот Трипуновски е замешан во оваа корупцијска шема. Ќе поднесе ли оставка или ќе гледаме уште една фарса без одговорност? Уште колку други случаи на земање мито и злоупотреби се прикриени во агенцијата и министерството? За Стоилев, Насуфи и уште двајца од осомничените судот одреди 30-дневен притвор, додека за петоосомничената по предлог на обвинителството одреден е куќен притвор. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Новиот градоначалник на град Скопје Орце Ѓоргиевски вели дека вчерашната акција за чистење не е пиар трик или маркетинг и посочува дека главниот град никогаш повеќе нема да биде претворен во депонија. Најавува и вклучување на 55 нови автобуси кои во сообраќајот ќе бидат вклучени веќе понеделник. Околу 48 часа од кога сум градоначалник, можеме да дојдеме до договор заеднички, да бидат потпишани лиценците за приватните превозници и да пуштиме во оптек веќе од понеделник ќе можат да возат автобусите. 55 автобуси за скопјани, кои што сериозно ќе влијаат на подобрување на јавниот транспорт во главниот град. А почна со работа новиот состав на Советот на град Скопје, кој со шарен политички распоред вети поинаков пристап во донесувањето одлуки. Ова собрание ќе има различни ставови за различни прашања, но не сме да има непријатели во Советот. Ќе водам седници во дух на почитување, аргументирана дебата и конструктивност, затоа што само така можеме да донесеме одлуки што навистина ќе му користат на градот. Ова не треба да биде само совет што зборува, туку најпрво треба да биде совет кој што слуша. Иако градот има многу дневни проблеми, сакаме и да градиме Скопје за следните генерации. Да вложуваме во трајни проекти, во зеленило, во урбана култура, во иновации и во нови можности за младите во градот. Советничката група ќе гласа овој пат воздржано за да
Не ни се повторат оние 4 години да видиме како ќе почне работата, инаку господинот Димитриевски има целосно нашата поддршка. Добиваме предлог, што би рекол нашиот народ, човек што ќе пали и ќе гаси, со оглед во градското собрание, со оглед на тоа дека доаѓа од фирма која што се палеше и се гасеше, до душа Дрисла многу поуспешно се палеше отколку што се гасеше, меѓутоа не се. Јас ќе се иземам од советничката група на СДСМ и ќе гласам против. И на оваа конститутивна седница сме сведоци на политиките на СДСМ денес во случајов. Прво го поддржуваат председателот, потоа не го поддржуваат. Според деловникот за работа на град Скопје, за председател на совет не се гласа против, се гласа само за. Значи или гласате или не гласате. Да обезбедиме ефикасен јавен превоз, но и да го модернизираме, кој ќе ги поврзува сите делови од нашиот град. Ќе вложуваме во нови автобуси, подобрување на сообраќајната сигнализација и безбедноста на нашите улици. Уште од вчера бевте сведоци, од првиот ден по превземањето на функцијата градоначалник, започнавме генералка за чистење на нашиот главен град. И тоа нема да биде само 72 часовна акција, тоа ќе продолжи во континуитет, буквално секој ден. И она што вчера го почнавме не е маркетинг, туку да покажеме дека кога се сака, се може. Почна реконструкцијата на градска железница, која треба да го врати возот како дел од градскиот превоз. Според најавите од мај следната година, граѓаните ќе можат да патуваат од Зелениково до центар за 25 минути, а од Драчево до центарот на градот за 11 минути, со сите застанувања по пат. Проектот предвидува 3 траси, што ќе го поврзат речиси целиот град и околните населби. Купно 25 километри кои што започнуваат од Зелениково, потоа продолжуваат низ Јане Сандански, овдека во Драчево, потоа продолжуваме во Лисиче и завршуваме во транспортниот центар, односно главната железничка станица во Скопје. Овдека има 7 железнички станици кои што ќе собираат патници. Како град Скопје ќе бидеме целосно логистички вклучени во овој процес, земајќи во предвид дека на новите точки или станици, како што спомена директорот, ќе се адаптираме со јавното сообраќајно претпријатие за да нема со часови или не знам по половина час чекање од страна на граѓаните за да дојде возот, туку према потребите, односно во моментот кога ќе има потреба и ќе има воз на железничката постројка, тогаш ќе бидат адаптирани и автобусите од јавното сообраќајно претпријатие да бидат достапни. До година планираме втората траса да биде веќе и проектирана и се почне да се изведува. Таа е од Волково, потоа Ѓорче Петров, Скопје Север и повторно завршува во главната железничка станица за веројатно 26 или 27 да биде последниот дел од Миладиновци до Илинден и потоа на крај пак да стигнеме во железничка станица Скопје. Со овој поттек кој што во моментов почнува да се работи, од Драчево директно ќе се оди за Илинден, односно товарните возови нема веќе да има потреба или да ја одбегнуваат оваа делница, или да ја користат со мала брзина, или најлошата варијанта да влегуваат и да поминуваат низ центарот на градот, односно преку нова железничка станица. На тој начин очекувам дека карго сообраќајот ќе се зголеми значително и многу. Пропадна првата можност за продажба на Лукойл надвор од Русија. Во овие вести Наташа Мерзовска ги има деталите. Да, Маријан, откако Американското министерство за финансија објави дека нема да дозволи преземање на Лукойл од страна на Gunvor Group, се додека Путин продолжи да војува со Украина, од Gunvor Group ја повлекува понудата вредна 22 милиарди долари. Сега е неизвестно што ќе се случува со Лукойл кои се присутни и во Европа и на Блискиот Исток и во САД. Или ќе се бара нов купувач или повторно ќе му се даде можност за аквизиција од страна на Gunvor Group. Од Македонско-руската стопанска комора велат дека тоа за Македонија, пошто Лукойл се присутни на македонскиот пазар, би значило без работа да останат 550 вработени, а државата ќе биде покуса за неколку милиони евра само по основ на даноци и придонеси. Деталите за тоа ги гледаме во прилогот кој следи.
Неизвестна судбината на Лукойл во Европа. Швајцарската компанија Gunvor Group го повлече предлогот за купување на рускиот нафтен гигант, вреден 22 милиарди долари, откако Американското министерство за финансии објави дека аквизацијата нема да добие одобрение, се додека Путин продолжува да војува со Украина. Сега се бара нов купувач, но времето е кратко. До 21 ноември има уште 2 недели. Од Македонско-руската комора се надеваат дека сепак продажбата ќе успе и Лукойл Македонија ќе продолжи со работа. Во однос на тоа какви последици би имало ако не дојде до тоа, сметаме дека и вам и на пошироката јавност и е повеќе од јасно дека доколку компанијата престане со работа, во Македонија ќе останат околу 550 лица без работа. Буџетот ќе биде покреток за сериозна сума на средства, кои се плаќаат од страна на Лукойл Македонија по основ на даноци и други давачки, досега платени повеќе од 850 милиони евра. На потрошувачите ќе им биде скратена можноста за точење на висококвалитетни горива, кои секако влијаат и на екологијата во нашата земја, а ќе се изгуби сериозен партнер во областа на енергенсите. Партнер кој е докажан пријател на сите граѓани и потрошувачи во Македонија, велат од Македонско-руската комора. Во меѓувреме на бензинските пумпи на Лукойл во земјава стои ознака дека не може да се плаќа со виза и Diners картиците. Официјално образложение зошто е забрането нема. Инаку Лукойл е присутен во над 30 земји, вклучувајќи рафинерија во Бугарија и Романија, нафтени полиња во Казахстан, Узбекистан, Ирак и Мексико, како и малопродажна мрежа за гориво од Северна Америка до Европа. Бугарскиот парламент денеска усвои закон за регулирање на економските активности поврзани со нафта и нафтени деривати и назначи вонредни овластувања на специјалниот менаџер во Лукойл, чија цел е да обезбеди рафинеријата во Бургас да продолжи со работа. Тој ќе може и да продава акции. Всяко нещо се съгласува, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомиме нашите партньори, че няма да отиде и една стотинка в посока на руски компании, които да финансират войната в Украина. Тактиката, която сме възприели, парите от продажбата да отидат в специална сметка, тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват, така както в Германия, така както в Белгия, така както в нашите партньорски страни. Пред само 2 дена Gunvor предупреди дека Европа може да се соочи со недостиг на гориво и губење на работни места, ако регулаторот не го одобри преземањето на Лукойл. Сега, иако официјално го повлече предлогот, остави отворена можност за повторно разгледување од страна на Американското министерство за финансии. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во октомври во однос на истиот месец лани бележи раст од 4,5%, а цените на мало пораснале за 2,8%, објави Државниот завод за статистика. Пресметките покажуваат дека најмногу поскапела храната и тоа за 7,5%, алкохолот, цигарите поскапеле за 6,7%, а мебелот по кухнината за една година се поскапи за 4,7%. Податоците на месечна инфлација покажуваат дека инфлацијата е намалена за 0,2% во однос на инфлацијата од септември, а цените на мало се зголемени за 1,3%. Од опозицијата велат дека овој пораст е јасен патоказ дека економските политики на владата на ВМРО-ДПМНЕ се целосно промашени и без никаков резултат. А ВМРО-ДПМНЕ и ВЛЕН наредната недела ќе седнат на заедничка маса, но не за нова поделба на ресори, туку во владата, туку за да ги договорат владините повереници во 4 општини каде локалните избори ќе почнат од нула. Но паралелно со тоа премиерот не исклучува и можноста за кадровски освежувања, но по партискиот конгрес во декември. ВМРО-ДПМНЕ и ВРЕДИ седнуваат на маса наредната недела, но не за нова распределба на ресори во владата, туку за да одредат владини повереници што ќе раководат со 4 општини, во кои локалните избори целосно ќе се повторат. Како што потврди Мицковски, се чека извештајот на ДИК дека во Гостивар, Центар Жупа, Врапчиште и Маврово Ростуше немаше доволна излезност на 19 октомври и не се избраа градоначалници. Очекувам текот на следната недела кога ќе ги добиеме да седнеме со коалиционите партнери, да ги предложиме имињата кои што ќе бидат владени повереници во тие општини во кои што не успеа избори.
Сепак Мицкоски потврдува дека локалните избори по партиските конгреси и анализи веројатно ќе отворат и разговори меѓу владините коалициски партнери за кадровски смени во неговиот кабинет. Мицкоски останува на ставот дека Беким Сали има добар кадровски потенцијал за вице-премиерското место на Меджити, кој заминува во Чаир, но вели дека други преговори за структурни промени немало. ВМРО ДПМН како политичка партија е најголема политичка партија во Македонија и дека мандатар на оваа влада сум јас и логично е дека последниот збор ќе го имам јас. Не би сакал да комуницирам преку медиуми, туку апсолутно овие работи се решаваат како и до сега на еден, би рекол, исклучително квалитетен начин во рамките на самата коалиција. Реконструкцијата на владата стана тема откако одвреди по локалните избори отворено изјавија очекување дека ќе добијат 2 нови министри, односно еден вице-премиер и еден министер за животна средина. Дополнително најавуваа дури реконструкција. Пред изборната кампања пак самиот Мицкоски најави можни смени во владата и избогување со владини функционери по партискиот конгрес на ВМРО ДПМН на 6 декември, од кој не е задоволен од нивната работа. И додека владините партнери отворено зборуваат за освежување на сопствените редови, опозицијата засега без крупни кадровски смени. Досегашните промени се скромни. Чупевска замена од раководството на СДСМ, а Блерин Беџети од УИ само ја отстапи фотелјата на собраниски координатор. Веднаш по изборите самиот Филипче најави промени и најави конгрес, но засега од СДСМ нема одговор кога би бил конгресот и што мислат за постојаните повици на ВМРО ДПМН за реформа во партијата преку смена на лидерот. Сличен молк за можни смени и во опозицијската ДУИ. Катерина Нешкова, Сител телевизија. И тука е крајот на овие вести, следните се во 23, имајте пријатна вечер.